Здраво, другарче! Јас сум учителка Лилјана Крстевска и доаѓам од градинката Детска радост од Скопје. Денеска сум со вас тука за да ви раскажам една преубава приказна за љубовта помеѓу дрвото и едно мало дете. Приказната се вика Доброто дарежливо дрво. Си беше еднаш едно дрво. Добро дрво, полно со љубов за едно мало момче. Момчето доаѓаше секој ден и вредно ги собираше паднатите лиси. Од листовите плетеше круна и се замислуваше дека е шумски крал. Се качуваше по стеблото на доброто дрво, се лулаше на неговите гранки и јадеше неговите сладки плодови, јаболките. Доброто дрво и момчето понекогаш играа криенка, а кога момчето ќе се умореше, заспиваше во неговата сенка. Малото момче многу го сакаше дрвото и доброто дрво беше среќно. Но времето неуморно поминуваше и момчето порасна. Доброто дрво често се случуваше да биде само. И така, еден ден, момчето кое што порасна, повторно дојде. А доброто дрво му рече: "Ајде, дојди, качи се на моето стебло, полулај се на моите гранки, јади од моите јаболки и одмори се во мојата сенка и биди среќен. Погледни ме, веќе сум голем за да се качувам по твоите гранки и да играм со тебе", му одговори момчето на доброто дрво. "Сакам да купам толку многу работи и да се забавувам, но знаеш, ми требаат пари. Можеш ли да ми дадеш малку пари?" "Жал ми е", одговори доброто дрво, "но јас немам пари. Се што имам се лисјава и јаболките. Но сепак можеш да ги набереш моите јаболки и да ги продадеш во градот. Така ќе заработиш пари и ќе бидеш среќен." Момчето се качи на дрвото, ги набра јаболките, ги однесе со себе, а доброто дрво повторно беше среќно. Минуваа денови, а момчето повторно го немаше да дојде. Доброто дрво беше многу тажно. Но еден ден момчето повторно дојде, а дрвото зашумоли со лисјата. "Ајде, момче", му рече доброто дрво, "качи се на моето стебло, полулај се на моите гранки и уживај." "Немам време за тоа. Имам премногу работа", одговори момчето. "Сакам куќа во која ќе ми биде топло", објасни момчето. "Сакам да имам семејство, жена, деца и затоа ми е потребна куќа. Можеш ли да ми дадеш една куќа?" Рече дрвото, "Ни јас немам куќа. Всушност, целата шума е моја куќа, мој дом, но еве, исечи ги моите гранки и од нив направи си куќа. И така ќе бидеш среќен." И така, другарчиња, момчето ги исече гранките на доброто дрво и ги однесе. Од нив си изгради куќа. Доброто дрво повторно се чувствуваше среќно. Уште многу време помина, но момчето го немаше. Кога повторно се појави, доброто дрво беше толку среќно што едва и прозборе. "Ајде, момче", го викна доброто дрво, "дојди, поиграј си." "Многу сум стар и тажен да играм, но би сакал еден чамец со кој ќе отплувам далеку, далеку одовде. Можеш ли да ми најдеш еден чамец
па исечи го моето стебло. И така ќе можеш да отплавиш. Да отидеш далеку, далеку, далеку и да бидеш среќен. И така момчето го исече стеблото на доброто дрво. Си направи чамец и отплови далеку. Доброто дрво беше среќно, но не пресреќно. Многу време помина и момчето конечно повторно дојде кај неговото дрво. Но веќе беше стар дедо. Жал ми е, момче, го дочека доброто дрво, но навистина немам повеќе што да ти дадам. Знаеш, и раѓам повеќе јаболки. Запите ми се веќе многу одамна истрошени и повеќе не можам да јадам јаболки, рече момчето. Немам ни гранки, продолжи доброто дрво, на кои би можел да се лулаш. Премногу сум стар за такви работи, мислам за лулање по гранките, прошепоти момчето. Немам повеќе ни стебло по кое можеш да се качуваш, рече доброто дрво. Многу сум стар и уморен за да се качувам по дрви. Климна со главата момчето. Многу ми е жал, воздивна доброто дрво. Би сакал да можам било што да ти дадам. Но ништо не остана. Само една стара пенушка. Навистина ми е многу жал. Повеќе ништо не ми ни треба. Воздивна момчето. Само едно мирно место, каде што ќе можам мирно да седнам и да се одморам. Знаеш, многу сум уморен. Добро тогаш, одговори доброто дрво, протегнувајќи се, што е можно повеќе. Мојата стара пенушка е право место за седење и одмор. Дојди, момче, седни и одмори се. И момчето постапи како што му кажа доброто дрво. Доброто дрво повторно се почувствува бескрајно среќно. Тоа е, другарчиња, приказната за доброто дрво и за едно момче. Дали ви се допадна? Добро. Ајде сега да видиме. Значи, за кого стануваше збор во нашата приказна? За дрвото, така е. А ова дрво имало и своји плодови, а тоа биле јаболките, така е, другарчиња. Тука ни е и момчето, па потоа возрасен човек и дедото. Ајде да видиме што правеле дрвото и детето. Доброто дрво и детето разговарале, така е. Детето се качувало по гранките, берало јаболки, играле криенка, понекогаш, така е, другарчиња, понекогаш детето одмарало, така е, под сенката на јаболкницата и јаболкницата била, а и детето заедно биле среќни, така е. Значи, во приказната се зборува за пријателството, односно за љубовта помеѓу дрвото и детето. И овде на оваа слика е прикажано како се развива еден човек. Најпрво детето било што? Кога се родило? Бебе, така е. Потоа пораснало во поголемо детенце, па потоа било момче,
Така е. Потоа бил возрасен човек и на крај во приказната бил возрасен така е дедо. Добро. А какво било дрвото, односно каква била јаболкницата кога момчето доаѓало да ја посети? Така е, среќна. А каква била јаболкницата кога на момчето му подарила јаболки? Така е, среќна. Добро. А јаболкницата дали била среќна кога детето ги исекло гранките? Така е, и тогаш била среќна затоа што му помогнала на детето. А дали јаболкницата била среќна кога момчето го исекло стеблото? Така е, и тогаш другарчиња дрвото било среќно затоа што му помогнало на момчето да си направи? Така е, чамец. Кога било тажно дрвото? Така е, дрвото било тажно кога момчето го немало да дојде и да го посети. Ајде да видиме каква корист имало детето, односно момчето, односно возрастниот човек од јаболкницата. Најпрво јаболкницата му, така е, му дала плодови, незините плодови му ги дала, тоа се јаболките. Потоа, така е, другарчиња, дала гранките за да направи куќа. Потоа, така е, другарчиње, јаболкницата му го дала стеблото за да си направи чамец. И на крај, другарчиње, што се случило? Така е. На крајот, пенушката послужила како клупа, односно столче, за да стариот дедо, односно момче, се одмори. Сега вака, ќе ви дадам една задача. Ова се мали илустрации, кои што вие, заедно со тато и мама, може да ги испечатите, или пак да ги нацртате, или пак да кажете нешто за секоја слика. Ова е сликата на почетокот. Значи, со детето и со јаболкницата. Овде е детето како ги бере јаболките. Овде детето разговара со дрвото и му кажува дека има потреба да направи, односно момчето, односно чичкото, разговара и кажува дека треба да направи куќа. Овде, на оваа слика, вие може да напишете со тато и мама или пак да го избоите ова и да кажете што се случило понатаму. Ова е сликата каде што чичкото бара чамец, а дрвото го дава неговото стебло. И ова на крај е повторно кога дедото доаѓа, односно момчето доаѓа веќе како возрасен дедо и седнува да се одмори на пенушката од јаболкницата. На сите овие слики дрвото е среќно затоа што така е, другарчиња, затоа што момчето доаѓало да го посети. Јас се надевам дека ви се допадна приказната. Од оваа приказна што можеме да извлечеме заклучок? Дека треба да го негуваме пријателството, треба да бидеме другарчиња, треба да се сакаме, треба да ги почитуваме пријателите и сепак да се гледаме со нив. До гледање, другарчиња, на некоја следна активност. Чао!